Точно време и точно место. 20:15, Джингл ТВ. Време е за нови шоутаим неделни приказни од светот на познатите. Еве што подготвивме за новото вечерешно издание. Во најновото издание на Шоутаим ке гледате последното и необјавено интервју со величенствената Сабина Ајролатозија, кој го даде за Джингл телевизија. И ова издание ви носиме ексклузивни приказни од шоу-биз сцената во Белград. Ве водиме на првиот концерт по долгата пауза на Јелена Томашевиќ. Веќе можете да видите и на самите најави дека вечерашната емисија ја започнуваме малку поразлично. Овој пат со едно посебно интервју со актерската легенда на македонскиот и турскиот театар. Дефинитивно маркантен лик кој го познаваше секоја генерација. За жал, изминатото лето не напушти величенствената Сабина Ајролатозија. И по неколку месеци ние решивме следните шоута и минути да ги посветиме во знак на сеќавање токму на неа, со низиното необјавено интервју и последно дадено токму за нашата телевизија. На познатиот настан Story Awards, на кој беше врачена наградата за врвни актерски дострели во полето на филмот и актерството. Сабина Ајрола заедно со нас вечервито на Story Awards добивте награда за навистина врвни дострели во актерството македонско. Како е чувството да сте на ваков гламурозен настан, како што прочем изгледате и вие? Па пред се благодарам на магазинот Story што се сетиле и во Македонија да дојдат. Мислам дека многу ретко се вакви настани и почестена сум за ова признание, што да ви кажам. Реков дека моментално работам во Турција и случајно сум овде. Посебно ми е драга наградава. Па тоа е убав настан во секој случај и мислам дека треба да има повеќе вакви настани во Скопје и во Македонија. Се надевам дека Story ќе продолжи со ова и во Македонија. Спомневте во Турција сте моментално, навистина кај нас сте позната како сама по себе навистина долготрајна актерка, но ве видовме и во навистина големата хит-серија величенствениот Сулејман. Моментално со кој ангажман сте, дали сте во последно ве видовме и во една турска серија со доста познати глумци? Па сега моментално да, после Сулејман ние викаме величествениот. Играм во една серија која што се вика малку е долг наслов, тешкија дуња е хукумдар олмас, што е преведена во другите, кај нас не е купена уште. Тоа е се работи за мафија во Турција. Мафија со оружје. И што да ви кажам, ја играм мајката на мафијата. Мајката на сите, не на сите, на главните мафијаши. Имам 2 сина, 1 внук, инаку мажот е
исто бил во мафија, починал во затвор, едниот син е убиен од мафијата. Мафија која што соработува со државата. Не во смисол на мафија, во смисол на продавање оружје, се оди преку државата, значи се оди легално, меѓутоа мафија си е мафија. Со убиства, со такви работи. Кажете ми какво е чувството, сте биле дели од македонски серии, навистина голем број на ризницата македонска. Дали може да споредите разлика во однос на турските серии со оглед на таму дека навистина е голема продукцијата? Ја спомнавме величанствениот Султан Сулейман, таму бевте на мајката. Какво е чувството да сте навистина, тоа е навистина гламурозна, спектакуларна серија која гоствува дефинитивно Балканот. Еве конкретно за величанствениот, каква е атмосферата на тие снимања со таа продукција таму и дали може еве да направите разлика со оглед на она своето тука Скопје и оние наши македонски серии кои за жал сега еве Малку ги има. Тоа е, сега веќе почна полека. Снимав во серијата Марковски сега, втората сезона. Снимав во 3 епизоди и сега, да. И можам да кажам дека имаме прекрасни актери. Прекрасна техника, се е прекрасно. Режисерот со Даријан снимав. Сите се прекрасни и работат со таа разлика што таму за една работа, да кажеме, за техника говорам, тројца ја работа, тука еден ја работи. Или сценарија пишуваат 5 души таму, тука еден пишува. Режија има 3 асистенти, не знам што да ви кажам. Да, голема продукција е. А за Султанот е посебна приказна. Затоа е продавана, најпродавана турска серија е таа. Во 85 земји е продадена. Че во 85 земји, тоа ако знае колку милиони гледачи, билиони може би. Да, и Какво е искуството со тие актери таму? Дали еве веќе, како што напоминавте, оваа серија ја следам инаку лично и јас, во која глумите вие турска на АТВ, турската телевизија. Впрочем и таа долго трае, не е кратка. Четврта сезона. Кој е рецептот? Дали може би го знаете да ни го донесете кај нас рецептот за турските серии, оние кои на вистина ги задржуваат гледачите, па и кај нас нели се купуваат преку синхронизација? Во Турција сега има мала криза, тие така ја нарекуваат, што и покрај тоа што им играат звезди во други серии и овона, 5 епизоди се губи. 6 епизоди. Значи, најбитен е рейтингот. Ако има рейтинг, серијата оди. Ако нема рейтинг, не знам какви звезди да донесете, се симиња. Тоа е пазар. И имав среќа што упадна во оваа серија, не упадна од почеток сум во серијата. И 4-та сезона веќе има одличен рейтинг. Затоа и до 4-та. Да, до 4-та сезона стаса. И доста се работи многу професионално, инаку сценаристите, главните сценаристи се од долина на волците. Значи, Така се многу квалитетни. Тројца пишуваат сценари, многу се квалитетни. Вистина, како пишуваат, мислам тоа, јас сум изненадена. Мислам дека нема да има крај на серија, или се... Дај Боже. Не, па сега се ближиме кон крајот на 4-та сезона, веќе остаре мајкава и така, па викам, ајде, здравје, викам, ќе видиме после оваа сезона. Не, па обични гледачи на улица, слушајте, хајде Ана, се викам во серијата. Хајде Ана, која нема да ја гледаме серијата. Интересно е тоа што, освен на пукања и такви работи, има женски дел. Значи, фамилијата, што се случува со фамилијата во меѓувреме. И сега на жените тоа им е интересно, на мажите им е интересно ова другово. Во секој случај е многу квалитетна серија. Колку сметате дека дали постои некоја, ајде да наречам, голема разлика во однос на менталитетот во овие серии со оглед на тоа дека вие глумите паралелно, еве ја спомнавме и фамилијата Марковски, колку е тешко можеби на тук менталитет да се ставите во туѓа улога, а прочем овдека во Македонија сте на своја? Сега ќе ви кажам една работа, таму не само што играм
во турска серија зборувам дијалект. Тој е толку тежок дијалект, црноморски, таму Трабзон, Самсун, кај што зборуваат. И за мене е комплимент во прво време, да, 2 сезони имав. Продукцијата ангажираше, бидејќи не можев да работам, многу е тежок дијалектот, и едно девојче, кое што стално ќе биде до мене и стално беше до мене, помошничка ми играше и логичка си направи и со нејзе работев. Меѓутоа сега веќе сама работам на дијалектот и тоа е тешкото. Јас тука, секогаш нив им велам, дојдете вие кај нас да ве видам, вие македонски малку да зборите, па како ќе зборувате. Или во најмала рака дијалектот турски да го зборувате тука што го зборуваме. Јас летоска еден филм снимав со турциве во Лазарополе. Бал Кајмак, да, Мети Кајмак. И требаше сите да го зборат нашиот тукашниот македонскиот дијалект. Никој не се осмели, не може, јас само го зборувам нашиот дијалект. Па велам, јас дојдов во Турција со нашиот дијалект, го научив литературниот, јас и ке уште дијалектот ви го зборам, а вие не можете. Леле, Сабина, многу е тешко. Па викам, да знаете, меѓутоа сите се фер. Многу се фер. И турците се Значи да ви кажам, нема звезда, ова, она, со големи звезди играм. Меѓутоа секогаш се во состојба која ќе имам некој проблем околу говорот, околу ова да ми помогнат. Многу. Во тој однос се многу им благодарам. Посакам многу успех и уште многу години да стани на нашата сцена, а секако и да ве гледаме на светски. Благодарам, јас сакам тука да играм. Еве, знаете што, во фамилијата Марковски сега. Ма човече, како да сум ја учела улогата толку време, а одлична е улогата и екипата би велам ептен се добри. Многу, заедно со Дарјан. Така работев мирно, сталожено, како дома, што се вика. Благодарам многу и уште многу понатако. Јас благодарам уште еднаш на Стори магазинот за оваа награда, верувајте дека ми значи. Јас сум Сабина Ајрулатозија, вие гледате Джингл ТВ. Време е за вашиот уште поомилен сегмент од нашата емисија, кога Showtime ве води надвор од границите на нашата земја. И овој викенд ви подготвивме ексклузивна приказна од центарот на шоу-сцената Белград. За неа сите говорат дека е права дама. Покрај феноменалниот вокал, Јелена Томашевиќ е позната и по својата убавина. Прв пат по цели 2 години таа настапи повторно пред белградската публика, а екипата на Showtime со останатите медиуми од Србија беше дел од прекрасната атмосфера. Prvi put radim ovakav nastup ovog tipa, da je zatvorenog tipa, da je neka ekskluzivna večera uz koju se nastupa i izvodi akustični koncert. Iskreno, bila sam na takvom jednom koncertu u Grčkoj, u Atini. Znam da Adonis Remos to radi u njihovim tavernama, ali u Srbiji je ovo, da kažem, prvi put da čujem da se radi ovako i moje koleginice pre mene su to radile, tako da baš mi je drago da je ovakav tip zaživeo i da će zaživeti u Srbiji. A што е тоа што ја привлече да настапи токму на вакво место? A ovaj ambijent božanstveni i to što će doći mnogo mojih prijatelja iz Beograda. Da, došli su neki tvoji kolegi, tvoj Bojana Stamenov, recimo. Pa divno, pa eto, upravo takve stvari gde će doći moji prijatelji, neki od mojih saradnika, neke moje kolege i onda je to, da kažem, neki drugačiji doživljaj kad vidiš sva ta draga lica u publici. Во продолжение слушнете и што е тоа што го сподели низината колешка и пријателка Бојана Стаменов, кога е во прашање Евровизија. Bojana je rekla ako bi ponovo nastupala na Euroviziji, to bi bilo puno košta. Šta je bio tvoj? Koji su tvoji uslovi? Da. Ja nisam iskreno želela posle Eurovizije da se takmičim, što ne znači da jednog dana neću poželeti ponovo, zavisi naravno sve od pesme, zavisi od momenta, zavisi od raspoloženja, tako da nikad ne reci nikad.
Низиниот сопруг Иван е исто така талент кога во прашање е музиката. Па ја прашавме дали го подготви за заеднички настап. Nisam ga pripremila, tako da ako se to desi, to će biti ogromno iznenađenje. Da, bilo bi divno čuti vas dvoje zajedno. Pa mnogi su nas to pitali, za sad uspevamo da razvojimo privatni i poslovni život, ali u budućnosti ako se desi tako nešto, to će biti stvarno zanimljivo i za mene, sigurno i izazov za njega. А дали таа би застанала поправо за штиците што жива значат, или сепак повеќе би сакала Иван да се проба заедно со неа по музичките води? Možda neki musical pre. Znači ti bi na njegovu teritoriju. Da. Ja sam već imala iskustva u muziklu Ivane Žigon i to je bilo sjajno. Pevala sam u jednom ruskom muziklu, Beliš Dralovi, i mogu reći da sam se sjajno snašla. Mada nisam imala mnogo da glumim, više sam pevala. Nije za volkot, a volkot na vrata. Pristigne i Ivan. Dobro večer. Mislim da te publika čeka. Jel' tako? Mi čekamo vas. On se pojavi i Ще добија аплауз. I dobija aplauz. Бидејќи веќе не ја прашавме, моравме да го слушнеме и него. Дали ќе и се придржи на својата сопруга на сцената? Večeras ću uživati. Uživam da budem Jelena publika. Mogli ste da mi sad upropastite iznenađenje? Šalim se, naravno. Nismo valjda. Šalim, yes. За самиот крај не можевме да не ја приметиме картата на настапот на Елена во неговите раце. Па дали мораше да ја купи или сепак имаше некоја протекција? Ja sam kartu dobio. Imam protekciju večeras. Ja sam On je večeras dobio. privilegovan. Šta ti ne znači bračni list? Ja sam večeras Pa privilegovan. zamisli da je kupio. Кога сте во добро друштво, верувам дека навистина брзо ни поминува времето, барем така мене ми беше заедно вечерва со вас. Пред да се поздравиме и да ви кажам, односно ви закажам нова средба следната недела, морам да ве потсетам на нашите шоутайм пријатели. Елит Софа, Деус Оптика, Графика Принт, Скала Спорт & Бјути и Маго Фешн, нашите пријатели кои се заслужни за реализација на нашата емисија. Воедно, студиото на Шоутайм се наоѓа во салонот за мебел на Елит Софа, местото каде ќе најдете модерен и удобен мебел за заедно нормално со италијански дизајн, кој ќе го користите во текот на целиот живот. Инаку дел од нивната понуда можете да најдете на нивниот веб портал elitsofa.mk. Ние се гледаме со нови вести од светот на познатите веќе следната недела повторно на Jingle TV. Имете убава вечер. Sama nemo tancuwa, osamena
spekuli mrak bez dna.